Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. 869 слободни работни места во Вардарскиот регион во третиот квартал од годинава. Мерките ги стимулираат вработувањата во предпријатијата. Органското производство се повеќе барано на домашниот и странскиот пазар. Црквата Света Богородица во манастирскиот комплекс Свети Димитрија пишува нова историја. Во текот на минатата недела, Министерството за финансии исплатило 138 милиони евра во стопанството, подмирени пензиите, субвенциите, повратот на ДДВ и доспеаните хартии од вредност. Во вторник државата ќе исплати 150 милиони евра за еврообврзницата од 2005 година. Оваа еврообврзница е издадена со рок на доспевање од 10 години, а за неа се исплатени камати во висина од 69 милиони евра. Исплатената камата за неа изнесува колку половина од вкупната сума која претходната влада ја позајмила од странските банки пред 10 години. Според министерот за финансии Зоран Ставревски, владата има одговорен пристап и сериозно ги сервисира обврските кои државата ги има за враќање на парите кон инвеститорите кои ја подпишале таа еврообврзница. Еврообврзницата пак, која владата ја издаде пред 10 дена во вредност од 270 милиони евра, доспева за 5 години, а по основна камата за неа ќе биде исплатена слична сума од 65 милиони евра. Според анализата на порталот Економски МК, само во текот на минатата недела, Министерството за финансии исплатило вкупно 138 милиони евра, средства кои се вратени во стопанството. По основ на субвенции, во понеделникот беа исплатени 8,5 милиони евра на околу 16.000 земјоделци. По основ на ДДВ за фирмите, во средата исплатени се над 10 милиони евра на вкупно 1273 фирми. По основ на доспеани хартии од вредност, во четвртокот беа исплатени 57 милиони евра. Во петокот им беа исплатени и пензиите на пензионерите во висина од 62,5 милиони евра. Заедно со исплатата во вторник за еврообврзницата за 10 дена, владата извршила исплати во износ од над 290 милиони евра. Мерките ги стимулираат вработувањата во предпријатијата. Во третиот квартал од 2015 година во Вардарскиот регион имало 869 слободни работни места. Според протоците на Државниот завод за статистика, во третиот квартал од 2015 година имало 7155 слободни работни места во повеќе стопански дејности. Најголема побарувачка за работна сила е евидентирана во преработувачката индустрија или 2269 отворени работни позиции. Веднаш потоа е трговијата на големо и мало, како и поправка на моторни возила со 1328 отворени работни места, додека 725 позиции биле отворени во секторот на градежништвото. Пополнувањето на различните отворени работни места значително се стимулира преку мерките кои ги спроведува Агенцијата за вработување. Токму мерките кои што ги реализира Агенцијата за вработување на Република Македонија може да бидат од голема помош и големо значење за самите работодавци. Во рамките на овие мерки спаѓаат практиканството како можност за обука до прво вработување, потоа обуката кај познат работодавач со цел вработување на лицето, исто така обуката за дефицитарни занимања. Податоците покажуваат дека над 60-65% од лицата кои што ги поминуваат овие програми или пак овие мерки, понатаму се задржуваат во траен работен однос кај работодавачот кој што ги ангажирал или им ја извршил определената обука. Статистиките велат дека микропредпријатијата кои имаат од 3 до 9 вработени огласили 1874 отворени работни места, 2 слободни позиции повеќе имали и предпријатијата кои функционираат со 10 до 49 вработени. Фирмите до 249 вработени имале 1612, додека големите компании со над 250 вработени огласиле 1793 слободни работни позиции. Во Вардарскиот регион пополнети се околу 40.000 работни места, а во третиот квартал евидентирана е побарувачка за работна сила за 869 слободни позиции.
Преку проектот Македонија вработува досега се вработени 10.100 лица. Мерките за вработување на овие лица ги искористиле 6.750 фирми. Освен бенефитите кои ги добиваат невработените граѓани, преку овие мерки големи поволности за работа добиваат и компаниите. Нашата цел е да се доближи до 20.000 до крајот на неговото завршување, кое ще некаде во април-мај. И работите се движат во една добра насока. 6.750 фирми имаат вработено по овој проект, вкупно 10.100 лица. Значи во 6.750 фирми се вработени овие 10.100 лица. Бројката расте секој ден, луѓето ги користат и доаѓаат до свое вработување, а што е исто така значено, и компаниите многу добиваат затоа што има посебни поволности за компаниите кои што вработуваат преку овој проект. Да подсетам, станува збор за вработување на лица кои што се од различни ранливи категории или пак млади лица или лица кои што се стечајци, лица кои што биле бранители, лица кои што се деца без родители, самохрани родители, еднородителски семејства, лица на возраст над 50 години, лица на возраст над 58 со посебни поволности, повеќе од оние над 50 години, лица кои што над 10 години немале вработување, така што се работи за еден исклучително значаен проект со многу димензии, има силна социјална димензија. Акцијата притисни црвено копче доколку имаш имотно правен проблем со голема искористеност од граѓаните и фирмите. Овој проект ќе продолжи да се имплементира и следната година. Воведувањето на црвеното копче за пријава на имотно правен проблем бележи голем процент на искористеност. Со акцијата се овозможува сите физички и правни лица кои го испуштиле јавниот повик за пријавување проблем од имотно правна природа да достават барање до управата. Директорот на управата за имотно правни работи Зоран Крастановски вели дека оваа акција е одлично прифатена од страна на граѓаните и фирмите. Морам да кажам дека позитивни се реакциите кај граѓаните. Ние до вчера имавме, односно завчера, бидејќи вчера беше неработен ден, имаме околу 242 пријавени физички лица. Нон-стоп се, значи, достапни нашите телефони и мејл адреси на кои што се пријавуваат физичките, меѓутоа и правните лица. Прашањата кои најчесто ги поставуваат граѓаните и фирмите се постапките за приватизација, вели Крстановски. Дел од јавувањата се поврзани со прашања поврзани од надлежноста на катастарот. Во тој дел веќе имаме договорена соработка и кој што безпрекорно функционира со Агенцијата за катастар на недвижности, од аспект на тоа таквите проблеми директно да бидат упатувани кај конкретно лице во катастарот, кое што понатаму ќе го следи текот на тој проблем, значи од кој што странката, односно граѓанинот го истакнал кај нас. И следната година управата за имотно правни работи со оглед на одличните резултати ќе продолжи да го имплементира овој проект. Петнаесет нови лекови на позитивната листа. Најголем дел од нив ќе бидат за малигно заболените, најави премиерот Никола Груевски. Според него, овие лекови се очекува да бидат достапни веднаш по завршување на сите процедури, односно до март или почетокот на април. Ќе се проширува позитивната листа на лекови, најголем дел ќе бидат лекови кои ги користат малигно заболените. Станува збор за така наречената прва линија лекови, односно оние кои се прво препорачани од страна на лекарите согласно медицината базирана на докази. Процедурата веќе е започната во Министерството за здравство. Некаде за 15 до 18-20 дена од сега треба да дел од нив да се отвори тендер за набавка, дел од нив да започне процедурата за ставање на позитивна листа со сите потребни процедурални активности. Дел од нив се почнати, но интерно во Министерството за здравство следуваат работи на комисии од лекари и така натаму. Си има законски процедури за тоа. Според проценките, како што посочи Груевски, целата процедура треба да заврши од 3 до 4 месеци, односно до март или најдоцна почетокот на април, пошто 15 на нови лекови ќе се најдат на позитивната листа. 15 на нови лекови, главно најголем дел за малигни заболувања, 80-85% за малигни заболувања, има и други, има за мултиплекс склероза, за реуматичен артрит и уште неколку други заболувања.
Според него, со ова на болните ќе им се овозможи на позитивната листа да ги имаат најпрепорачаните лекови по медицина базирана на докази кои произлегуваат од протоколи преземени од меѓународните протоколи во најразвиените земји. Органското производство се повеќе барано на домашниот и странскиот пазар. Општина Чашка може да се пофали со производство на органски производи од овошје и зеленчук, особено што ова општина е еколошки најчиста во регионов. Органското производство и во Македонија се повеќе барано на пазарот. Органското овошје и зеленчук се производите кои на странскиот пазар котираат високо. Покрај од овошјето и зеленчукот, органско производство има и во овчарството. Преку програмата директни плаќања, оној кој што има сертификат може да ги изголеми субвенциите да аплицира пак наново за 50%. Пример ќе ви кажам, за овчарството обележано грло овца е 1000 денар. 50% е 500 денар. Странката ако има сертификат за органско производство, ќе добие плюс 500 денар. Општина Чашка по ова прашање е општина број 1. Може да се пофали со производство на органски производи од овошје и зеленчук. Според градоначалникот Горан Чопановски, за производство на органска храна потребно и почвата да не е загадена. Во тој контекст, Чашка е еколошки најчиста општина во регионов. Токму оние дали ќе бидат раноградинарски, шумско овошје. Сето она што е потребно од година во година ќе го собираат нашите жители, од има тоа си се диви шумски производи, сето тоа ќе биде откупено, меѓутоа навиката се уште ја нема кај луѓето, пошто не почувствувале некоја разлика во цената, а кога сето тоа од година во година ќе направи резултат, јас верувам дека органската храна кај нас ќе биде произведувана. За органско производство потребно е земјоделците да исполнуваат одредени услови, преку кои ќе добијат сертификат, кој во Република Македонија го издава 2 сертификациски тела. Црквата Света Богородица во манастирскиот комплекс Свети Димитрија пишува нова историја. Доказ за ова се неодамнешните откритија на Центарот за конзервација, кои покажуваат дека оваа црква датира многу поодамна од податоците со кои располага Повардарската епархија. Црквата Света Богородица во манастирскиот комплекс Свети Димитрија датира многу поодамна од податоците со кои располага Повардарската епархија. Доказ за ова се неодамнешните откритија на Центарот за конзервација, кои пишуваат нова историја. Дел од сегашниот фреско живопис е откриен, а под него екипите на конзерваторскиот центар пронајдоа стар фреско живопис кој можеби датира од 13 или 14 век. Откриен е, значи, може да се види ктиторот кој го држи моделот на манастирот во раката. Се уште не е, значи, дешифриран надписот. Се надеваме дека тоа, иако е доста оштетен, се надеваме дека некои податоци ќе ни кажат, значи, за времето на настанокот на црквата. По отстранувањето на варовите наслаги и на северниот зид од припратата може да се забележи цел циклус на сцени од според претпоставките Страшниот суд. На горниот дел од зидот може да се забележат сцени од циклусот на Свети Димитрија, а на самиот свод во црквата светецот како го благословува ктиторот. Од конзерваторскиот центар велат дека доколку се обезбедат средства, ова истражување би продолжило, а со тоа и откривањето од кој период потекнува црквата. Се надеваме дека Министерството за култура идната година 2016 ќе обезбеди средства да продолжиме со реализацијата на проектот за заштита на фреско живописот и тогаш ќе продолжиме со расслојување на 19 вековниот живопис, кој сакаме да го заштитиме, значи да не се уништи. Според конзерваторите, со ова откритие се пишува нова историја. Тие сметаат дека овој новооткриен фреско живопис е еден од најстарите во Република Македонија. Причина што за овој манастир немаме никакви практично пишани документи за настанокот, од кое време, кој го, значи, подигнал. И ова би било, значи, ретка прилика да знаеме некаков автентичен податок. Податоците кои се криеле зад фреско живописот, кој во 1855 година ги насликал еден од најпознатите фотографи, Аџи Косте Зографот, се многу значајни како за Повардарската епархија и Велешани, така и за историското културно наследство на Република Македонија, затоа што вакви споменици од 14 век се многу ретки, велат конзерваторите.
Во последново деноноќие издадени се 4396 потврди за азил. Министерот Никола Поповски во работна посета на Брисел. Вестите од Македонија. Во изминатите 24 часа издадени се потврди на вкупно 4396 странски државјани, од кои 1822 се од машки пол, 808 се од женски, 1388 се деца кои го придржуваат носителот на потврдата, како и уште 378 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, соопшти денеска МВР, најбројни се државјаните на Сирија, Ирак и на Авганистан. Во последниве 6 месеци издадени се потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил на вкупно 309.155 странски државјани. Во последново деноноќие до секторот за азил не се поднесени барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барања за признавање на право на азил. Работна посета во Брисел утре ќе оствари министерот за надворешни работи Никола Поповски, каде ќе се сретне со представници на институциите на Европската Унија. Како што е најавено, тој ќе има работен поедок на кој ќе се разговара со постојаните представници на земјите членки во Европската Унија за подготовките за заклучоците за Европскиот совет, состанок кој ќе се одржи на 17 и 18 во Брисел. Од МНР соопштија дека Поповски ќе оствари средба и со комесарот за европска соседна политика и преговори за проширување Јоханес Хан. Германската армија побара засилување на нејзиниот состав за војната операција против Исламска држава во Сирија. Во 2014 година во Азија се регистрирани над 95.000 бегалци, од кои најмалку 1100 го загубиле животот. Ова е светот денеска. Откако парламентот го одобри приклучувањето на Германија кон војната операција против групацијата Исламска држава во Сирија, германската армија побара зголемување на незиниот состав од 5 до 10.000 војници, јави ДПА. Андре Вустнер, представник на армијата, појасни дека зголемувањето е потребно, откако во јануари настапи на сила новиот закон за работни односи, при што речиси неизводливо ќе биде 24-часовното извршување на основните операции. Според него, намалувањето на личниот состав на германската армија отишло предалеку. Тогаш политичарите не знаеле дека во 2016 година ќе бидат потребни 20.000 војници за војни операции и активности за справување со бегалската криза. Тој повика горната граница за бројот на војници да биде зголемена, а квалитетот на опремата да биде подобрен. Во Источна и Југоисточна Азија во 2014 и оваа година регистрирани се над 95.000 бегалци, а меѓу нив и најмалку 1100 го загубиле животот во опит да се спасат до копното на некои побогати држави во Југоисточна Азија. На меѓународна конференција за проблемите со бегалци во Источна и Југоисточна Азија, високи официјални личности на 20 држави од овој дел на светот заклучија дека без координација на соработка и реално согледување не може да се решат актуелните мигрантски бранови. Бројките за бројот на мигрантите и жртвите ги соопшти УНХЦР, но познавачите на приликите во овој дел на светот тврдат дека има најмалку 2 пати повеќе бегалци кои самостојно или преку кланови на мафија за трговија со луѓе се обиделе да избегаат од сиромаштијата во Бангладеш и од немањето основни граѓански права во Мајнмар. Вистинска драма се одиграла денеска на летот од Франкфурт за Белград. Американски државјанин со име Лакен, кој по потекло од Јордан, се обидел во текот на летот да ја отвори вратата и да го сруши авионот, дознава српски курир. Според очевидци, Лакен сакал да ја отвори вратата и да предизвика хаос. Ситуацијата била напната, но за среќа, несреќата била спречена од ракометарот на Војводина, Алексеј Растворцев и поранешниот тренер на спортскиот тим Милан Марковиќ. Патниците велат дека човекот им изгледал сумнително уште пред полетувањето, но сепак не реагирале за да не се создава паника. Исто така до крајот на летот Марковиќ и Растворцев седеле до патникот и го чувале да не направи нов инцидент.
Од студиото 3 деталите за спортските вести ги има колешката Катерина Нацева. Кате, повели. Благодарам, Владимир. Денеска е ден за спортот, се одиграа повеќе надпревари како дома, така и во меѓународниот спорт. Во моментов се уште се играат надпреварите помеѓу ГРК Борец и РК Пролет. Надпреварот на првото полувреме заврши со 8:6. Крајниот резултат и прегледот на надпреварот ќе можете да го погледнете во утрешните вести. И во Скопје се уште се игра надпреварот помеѓу МЗТ Скопје и ЦДВита во рамки на регионалната АБА лига. Во првото полувреме МЗТ го надигра хрватскиот евролигаш со 34:29. Отсуството на американскиот интернационалец Джейкоб Пулен очигледно има големо влијание врз екипата на ЦДВита. Во продолжение останатите настани од спортот. Шкендија денес доживеа вистински шок од Силекс, доживувајќи пораз и покрај привидната надмоќ во текот на целата средба. Тетовци играа, но кратовци сосема заслужено стигнаа до триумфот во одличното второ полувреме, низ кое можеа да дојдат и до поубедлив триумф. Во рамките на 17-тото коло од првата македонска фудбалска лига, Тетовска Шкендија денеска на гостувањето против Силекс во Кратово и покрај обид за триумф повторно да дојде на само 2 бода од вардарци кои се на врвот од табелата, не успеа. На дуелот во Чаир Шкупи немаше никакви проблеми да дојде до убедлива победа против Младост Царев двор. Чаирчани славеа со 5:0 против составот на Младост Царев двор, кој во Скопје допатува со некомплетен состав и младински голман. Во Турново пак Хоризонт дојде до заслужена победа против Брегалница. Танушев уште во 9-та минута донесе водство за турновци, а 3 бода дефинитивно ги заокружи Милушев со гол од пенал во 90-та минута. Металург го претрпе и седмиот пораз во низав Куп на 8 во групата Д од Лигата на шампиони, неславно завршувајќи во годишната авантура во елитното европско надпреварување со пораз од Елвером со 29:23. Лино Червар не беше присутен на клупата на металурзите, бидејќи поради здравствени проблеми мораше да замине во Хрватска, а отсуството на искусниот стратег премногу се почувствува, особено во првото полувреме, кога впрочем и беше решено прашањето на победникот на оваа средба. Елверум беше подобар тим и на стартот од второто полувреме. Норвежаните поведоа и со 10 гола разлика. За Металург конечно да влезе во ритам во последните 10 минути и да го ублажи поразот до конечните 29:23. Божовик со 5 гола беше најефикасниот кај Металург пред Крстевски и Матих со по 3 погодоци, премалку за да се поправи слабиот впечаток не само на овој надпревар, туку и во целокупната завршница во Лигата на шампионите. Екипата на Пелистер го одигра веројатно најдобриот надпревар оваа сезона, совладувајќи го Вардар Јуниор со 27:22. Битолчани одигра одлична одбрана против вториот тим на Вардар, но за промена од останатите своји дуели сега беа многу попродуктивни во нападот. Првото навестување дека мечот ќе му припадне на Пелистер дојде во периодот пред 20-та минута, кога од 6:5 се одлепи на 10:5. Иако Вардар Јуниор направи обид да се врати, сепак истата предност остана на полувремето 15:10. Без Пепи Манасков на клупата, младите вардарци ги предводеше неговиот помошник Аце Станковски, но очигледно не успеа да ги мотивира доволно за време на паузата. Па во вториот дел Пелистер го зададе завршниот удар. Вардар Јуниор остана на 18 бода на петото место, но веќе со 6 бода за останување зад работнички и зад Прилеп кои се наоѓаат во зоната на плейоф. Пелистер има 12 бода и барем привремено го потисна Пролето од 7-то место. А вака изгледаат резултатите на одиграните надпревари од 12-тото коло. Пелистер Вардар Јуниор 27:22, Радовиш Работнички 24:26, Металург 2 Прилеп 34:43. По цели 3 месеци Наполи ја почувствува горчината на поразот. Победата на Фиорентина направи промена на табелата во италијанското првенство. Кил без Дувњак го изненади Веспрем. Ова се настаните од меѓународниот спорт.
Понешто повеќе од 3 месеци составот на Наполи повторно ја почувствува горчината на поразот во серија А. Избраниците на Маурисио Сари паднаа на гостувањето на Ренато Делара кај Болоња, која славеше со 3:2. Домаќините брзо во првиот дел поведоа со 2:0 преку Дестро и Росетини. Во ист стил Болоња го отвори второто полувреме кога Дестро одново ја затресе мрежата на Рейна за веќе голема предност од 3:0. Самиот финиш им припадна на наполитанците кои преку својот најдобар напаѓач Гонзало Игуан се изборија за пристоен пораз. Ова за составот на Наполи беше прв пораз во сите конкуренции од 23 август кога подобар од нив беше Сасуоло. Со победата над Удинезе од 3:0 во 15-тото коло, екипата на Фиорентина се проби на втората позиција на табелата во серија А, прескокнувајќи го Наполи кој денеска загуби на гостувањето во Болоња. На домашен терен тимот од Фиренца до водство дојде во 26-та минута со погодокот на Калиник на 2:0 с големи Илик од пенал во 62-та минута, а убедливиот триумф го заокружи Родригес во 86-та минута. Македонскиот репрезентативец Александар Трајковски го одигра целиот надпревар за Палермо, кој загуби обедливо со 3:0 на гостувањето против Атланта. Палермо останува на дното од табелата во италијанското првенство со само 15 бода од исто толку надпревари во актуелнава сезона. А еве како изгледат резултатите од 15-тото коло. Болоња Наполи 3:2, Фиорентина Удинезе 3:0, Атланта Палермо 3:0, Фросиноне Киево 0:2, Верона Емполи 0:1. Европскиот гигант Кил игра многу слабо сезонава, но германскиот првак собра сили за да приреди изненадување во дуелот со Веспрем, славејќи со минимални 20-15:24. Победата е уште поголема ако се знае дека извојувана без помошта на Домогај Дувњак, кој поради суспензија не можеше да им помогне на зебрите на овој надпревар, но тие сепак најдоа начин да го натераат лидерот Веспрем на капитулација. Веспрем имаше предност во речиси целиот надпревар, на одмор замина со резултат 11:12, а минималната позитива ја одржуваше се до неколку минути до крајот. Нилсон во 58-та минута погоди за 23:24, потоа Вуин израмни од пенал, а Најк пропушти шанса да му донесе ново водство на унгарскиот шампион. Зебрите потоа го реализира својот последен напад преку Клајн за голем триумф и враќање на победничкиот менталитет за крај на оваа 2015 година во Лигата на шампионите. Вуин со 8 гола беше најефикасниот кај Кил пред Дисинџер со 6, додека кај Веспрем најдобри поединци беа Најк со 7 пред Маргуч и Нилсон со по 4 погодоци. Што току заврши надпреварот помеѓу ГРК Борец и РК Пролета 62, конечниот резултат е 21:16. Повеќе информации околу вечерашните надпревари ќе може да погледнете во утрешното издание на спортскиот преглед во 20:30 часот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Времето денеска повремено облачно, максималната температура во интервал од 12 до 15 степени. Да ги погледнеме деталите.
Ова беше се за денес. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно.